Со рестилизирањето на својата лимузина, Peugeot направи стилски измени на веќе постоечките докажани естетски решенија. Веднаш воочлива е новата маска на предниот дел со релјефна форма, врамена со новите потесни предни LED светла. Кога сме кај маската на ладилникот, треба да нагласиме дека за моќната PSE изведба таа има поинаков отпечаток, адекватен на спортските перформанси што ги пружа. Значајна новост е трансформацијата на препознатливите вертикални очњаци, кои сега наместо една добија по теркот на задните светла 3 светлосни линии. Елегантната контура делува далеку по-спортски и со споменатите маркантни визуелни цитати уште повеќе ја нагласува купеовската форма. За практичната караванска каросерија, барем на снимките се забележува дека не одстапува од динамичниот впечаток што го задава лимузинската каросерија. Двете каросерии добиваат нови браници, избор на нови 7 бои и тркала. За оваа прилика освежен е интериерот со надградени материјали и збогатена опременост. Општо прифатениот iCockpit ја прославува својата декада во службата на Peugeot. Со обновената 508-ка ќе доаѓа со ажурирани оперативен, инфозабавен и системите за асистенција. На списокот се Night Vision, систем за ноќно предупредување на возачите за какви било пречки во коловозната лента. Нова се надоврзува полуавтономното возење на ниво 2, кое се состои од адаптибилен темпомат со функција за потполно сопирање и повторно тргнување и помош за држење на коловозната лента. За движењето се задолжени познатиот бензински или дизел мотор на групацијата Stellantis со 130 коњи. Обезбедени се два приклучни хибриди. На познатиот од 225 коњи добиени преку 1,6 турбобензинец и електромотор му се придружува и верзијата со намалена сила од 180 коњски сили. Иако беше под голем знак на прашање, посветеноста на марката кон автомобилскиот спорт во животот ја одржа врвната изведба 508 PSE со 360 коњски сили и погон на сите тркала. Премиерата на рестилизираната верзија е закажана за јуни, пошто ќе биде достапна на сите пазари со различна динамика.